Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Бројните закани кои во преслед на денашниот генерален штрајк стигнаа на адресите на многу наши колеги од цела Република Македонија, ниту ќе не исплашат, а уште помалку ќе не поколебаат во намените да ги избориме нашите права и да го заштитиме нашето достоинство. Ќе докажеме дека вашиот така наречен проект плаќање по учинок не е добар и треба да се повлечи и промени и дополни. Нема да не поколебаат нас докторите и другиот медицински персонал во болницата во Прилеп да излезат на своите работни места и покрај тоа што нема грејење веќе месец дена во нашите простори во болницата. Недозволиво е во една институција како што е болница еден месец да трае грејната сезона, а да нема грејење во ниедна просторија и во болничките соби во болницата во Прилеп. Недозволиво е затоа што денес за прв пат се пушти грејењето, можеби во согласно со денешниот генерален штрајк што се случи во Република Македонија на докторите, ама тоа нема да ги оправда, затоа што до ден денес нема стигнато мазут за грејење во болницата во Прилеп. На што се должи тоа? Сигурно на неодговорноста и на неодговорниот однос на раководството во болницата во Прилеп. Во Прилеп викаат дека домеќините огревот го припремаат во раната пролет, а сега останатите во доцната есен, како што е случајот со раководството во болницата во Прилеп. И покрај тоа што нема мазут за оваа година обезбедено, долговите во Прилепската болница не се ниту намалени, напротив, од ден на ден се зголемуваат. Долгот на Прилепската болница е околу 135 милиони денари или отприлика над 2 милиони евра. Тоа никогаш не било случај со Прилепската болница. Ова достигна максимум, што е недозволиво да се случи во ова Прилепска болница, затоа што години назад имало долгови, но вака енормно високи никогаш не било. А посебна приказна е пак кадровската политика што ја води раководството на болницата во Прилеп. Ќе ви послушам само еден пример. Минатата година имаше конкурс за вработување на 4 доктори во Прилепската болница. На тој конкурс се јавија и 2 специјалисти гинеколози. Но и покрај тоа, раководството на Прилепската болница одлучи да прими 4 општи доктори, а ги изостави готовите специјалисти гинеколози. И тоа, впрочем, се врати како бумеранг, затоа што знаеме пред 2-3 години што се случи на гинеколошкото одделение, да сега, значи, во овој момент недостасуваат доктори гинеколози. Па мора раководството на Прилепската болница да повикува доктори гинеколози од Битола и тоа да ги плаќа за еднодневно дежурство по 100 евра и тоа трагедијата да биде поголема. Не може ли да дежураат само по еден доктор, морало да дежураат во исто време, во исти ден, 20 доктори специјалисти од Битола кои ќе земаат по 100 евра на ден. А останатите доктори во болницата во Прилеп на сите други одделенија дежураат за 1000 и нешто денари денот. Тоа мислам дека не може да продолжи понатаму и не е добро решение. Први раководството со тоа ги навредува докторите специјалисти и стапнува нивното достоинство, затоа што ги става во неравноправна положба. А од друга страна, раководителот на болницата, директорот или управниот одбор го кршат законот за здравствена заштита и законот за работни односи. И со тоа ја злоупотребува службената положба. Директоре, еден ден за ова треба да дадете отчет. Добро.